Хуманоста се пресели во домот на Наташа, мајката за пример во Пехчево, лице со посебни потреби. Објавената приказна на Канал 5 за семејството што живее бедно во мизерни нехигиенски услови поради физичкиот и умствениот хендикеп на родителите, во кој постои само светот на мајчинството на оваа 31 годишна жена, донесе зрак на светлина помеѓу овие темни и зачадени ѕидови. Социјалните работници од Пехчево им помогнаа на овие луѓе да ги преминат административните бариери и да добијат социјална помош, но се анимира и хумани луѓе кои донираа средства за да им се уреди домот во кој живеат. По објавувањето на ваша приказка, еве, доста и вие помогнавте со доста е доволни дел што еве анимирано некој свет активиравме кои сакаат на некој начин да помогнат. Еве Николчо Пандурски издвои дел на средства кои купи плочки, ангажиравме едно лице мајстор што ги работи сега за да уредиме санитарниот дел. Значи ако почнеме од хигиената, ќе го санираме и другиот дел. Наташа и нејзиниот сопруг се пресреќни од тоа што им се случува. Многу се радувам, многу ми е чују купател. Па ја гледате ка живееме. Починаа башча ми, маче ми, овчар рода, страдам. Сведоци на секојдневието на ова 4-члено семејство се нивните соседи. Велат по смртта на старите родители состојбата со семејството е ризична. Опасноста од несреќи и болести поради нехигиената во домот демне над двете деца. Сино се таа никој не ќе. А она жената кадрна е, многу се залага да се изгледа децата. Дома многу не обраща внимание. Невладините од Пехчево во координација со Центарот за социјални работи планираат да ангажираат и трето лице кој ќе и помага во одржувањето на хигиената во домот на Наташа.